Надлежните се пофалија, докторите ги прекорија. Ограничен скрининг во училиштата нема да ја покаже реалната слика на трансмисија на коронавирусот помеѓу учениците. Професорот Драган Даниловски е дециден, за да се држи вирусот под контрола, потребно е тестирање барем еднаш неделно, и тоа на сите 240.000 ученици во основното и средното образование. Доколку тоа е невозможно, барем да се обезбедат тестови, за да се тестираат сите деца кои во текот на есента и зимата ќе пројават симптоми на настинка, вели професорот. Онака како грците што прават, редовно тестирање, минимум еднаш неделно, оптимално 2 пати, на сите 240.000 ученици, и тоа е нешто што може да има, вака да речам, вистински ефект во епидемиолошка смисла. Ако тоа е невозможно, да кажам утешна варијанта, или исто така подобра од само еднократно скринирање, тестирање на репрезентативен примерок, би било само тестирањето на оние ученици кои што имаат симптоми, па барем ќе се разграничат кои се настинки, кои се ковид случаи и да можат да се изолираат. Даниловски алармира и дека пристапот за давање на трета доза кај вакцинираните граѓани уште од старт е погрешен, особено за оние кои ги примиле вакцините од кинеските производители кои развиваат помал број на антитела. За нив, државата требала да обезбеди тестирање на антителата 3 недели по примена втора доза, за да можат веднаш да примат и трета, доколку не го развиле потребниот имунитет. Мислам дека индивидуалниот пристап требаше да биде усвоен. Секој што прележал или поминал 2 дози, да се тестира, нели, да се види колку му се антителата, особено оние кои што се вакцинирани со овие помалку имуногените вакцини, ама ете, се отиде вака шематски. Според податоците на Министерството за здравство, досега во земјава целосно се вакцинирани близу 730.000 граѓани, што е речиси двојно помалку од бројката потребна за да се постигне колективен имунитет. Во меѓувреме, опаѓа интересот за вакцинација. Вчера прва доза вакцина примиле само 1200 граѓани. Третата бустер доза за само 4 дена ја примиле 181 лице.